civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден, со нас е господин Тони Ангеловски, портпарол на МВР. Кои се очекувањата од денешните протести и дали МВР има план и стратегија доколку дојде до несакани инциденти? Добар ден вам и на вашите гледачи. Она што како Министерство за внатрешни работи го покажавме и во претходните денови е дека сме комплетно подготвени и дека апсолутно нема никаков попуст за било какви инциденти. Значи, ние сме тука да го зачуваме јавниот ред и мир и апелирам и до граѓаните, значи како што имавме еве и во текот на вчерашниот ден, да имаме мирни протести, никој никому не брани да протестира, секој може да протестира, но никој не смее да практикува насилство. Никој не смее да ги напаѓа полициските службеници, ниту пак институциите на системот. Така што апсолутно апелирам до сите кои што денеска еве ќе одбидат на тој протест да протестираат мирно и во склад со демократските принципи. За сите оние пак кои што ќе преземат насилство или ќе го нарушат јавниот ред и мир, полицијата тоа ќе го санкционира. Ние тоа го покажавме и во претходниот период, кога имаме 27 приведени лица од оние кои што дел од нив фрлаа молотови коктели, фрлаа со камења по полицијата, напаѓа по полицијата, апсолутно за такви насилници нема толеранција и тие ќе бидат најстрого санкционирани. Може да заклучиме на крај дека полицијата нема да дозволи да се случи уште еден нов 27 април. Во никој случај, значи тоа никој воопшто да не го ни помислува. Знаеме дека 27 април се случи на начин на кој што беше организиран од политички субјекти и апсолутно никој да не ни помислува на таква сценарио. Македонската полиција ги штити институциите, го штити јавниот ред и мир, ги штити граѓаните. Значи, ние нема да дозволиме било какво нарушување на јавниот ред и мир. Секој има право да протестира, апелирам тие протести да бидат мирни и да не бидат на штета на било кој друг граѓанин. Во оној момент кога ќе имаме нарушување на јавниот ред и мир, ние ќе интервенираме, како што тоа го покажавме и во претходниот период. Сите насилници ќе одговараат за своите дела. Апсолутно апелирам еве уште еднаш за мирни протести, секој да се го искаже своето демократско право, но во рамки на демократијата. Во однос на протестите денешни, полицијата има уште еден предизвик, а тоа е присуството на полските навивачи. Дали МВР има капацитет да ги покрива и протестите и да обезбедува навивачи доколку решат да прават некакви инциденти? Апсолутно, значи Министерството за внатрешни работи има доволно капацитети и ќе одговори на сите предизвици. Се разбира, еден од најголемите предизвици во моментов се овие протести, но Министерството за внатрешни работи има уште многу други активности. Полицијата функционира и можам да ги уверам граѓаните дека апсолутно безбедноста ќе биде зачувана, гарантираме зачување на јавниот ред и мир. Се разбира, станува збор за помала група на навивачи. Ние ги имаме преземено соодветните мерки и искуствата поранешни покажаа дека ние сме организирале многу надпревари со многу поголеми групи на навивачи од странство и со многу поопасни навивачи од овие што се тука, така што во суштина, значи, ја уверувам јавноста дека ќе бидат преземени сите мерки за да се зачува јавниот ред и мир. Се разбира, доколку некој од овие лица се обиде да го наруши јавниот ред и мир, се знае како се постапува. Тие ќе бидат приведени и депортирани од државата, така што апсолутно нема да дозволиме било какво нарушување на јавниот ред и мир. И уште едно прашање, тоа е изминативе неколку дена во делот медиумите на социјалните мрежи се шири информацијата во однос на фудбалскиот надпревар помеѓу ЦСКА Софија и Македонија Ѓорче Петров. Дали е вистина дека бугарски полицајци во делот медиумите и социјалните мрежи, дури специјалци се најавуваат, ќе дојдат да ги обезбедуваат фудбалерите на ЦСКА Софија? Дали тоа е дел од практика или па тоа е дел од, еве да кажеме, францускиот договор кој што они со тоа го
поврзуваат. Не, апсолутно. Тука не смее да се меша политика и апелирам да не се злоупотребуваат некои работи за да се прави дополнителни тензии. Факт е дека еве на пример и кога македонските фудбалери настапуваа на европското првенство или кога сме имале некои надпревари кога наши екипи патувале со поголема група на навивачи, оделе и македонски полицајци затоа што тоа е во договор со земјата домаќин. Она што сакам да кажам дека за овој случај има пристигнато понуда од бугарската полиција и станува збор за двајца полициски службеници, значи никакви специјалци, значи тоа се двајца полициски службеници кои што би требало да според нивната понуда да дојдат со бугарските навивачи и да помогнат околу нивниот престој тука. Се разбира тоа барање ќе биде разгледано и нашите служби ќе проценат дали воопшто има потреба од такво присуство и доколку оцениме за потребно ќе ги известиме. Но сакам да ја уверам јавноста, и нашата и јавноста во Бугарија. Значи апсолутно македонската полиција има капацитети и гарантира безбедно одвивање и на овој надпревар кој што ќе биде во текот на наредната недела и се разбира безбеден престој и на бугарските навивачи кои што ќе бидат присутни на тој надпревар.